Другари, значи здраво на сите. Еве снимам одма второ видео, последен саат правам второ видео. Значи играта не постояла, била маме, глупости, боенки, па сите тия видеа били направени само за на YouTube, значи ништо не било, како трейлери биле. Еве другари, одете, у search Star Atlas. Еве играта има у Epic Games, ама треба да имате код, ключ за да улезете. Еве другари, тука сега на мене не ли е инсталирана више, еве од левата страна, идеме ланч и да видиме тоа маме да видиме како може да играеме на маме, че сега не потеглив кабело. Едино проблем е никош да не купувате Alien лаптоп, затоа што иако пред 3 години купим $4500, чудото не можем да го пасворд. Ще да видиме пасворд, другари. Сгрешив изгледа, да. Лошо, брат. Чекай да видиме. Надевам дека не се гледам и да се гледа, брат, слободно. Пробајте да играете без код, не е проблем. Другари, се уште експериментал мод. Тука иначе на Е буквата се траже, имате, гледате, има после и трки ќе ви покажам. Ама еве прво, чекай, Combat vs Bots ли беше или Gunplay Trainer? Сега. Combat vs Bots, мислам дека беше. Bots. Јас сум бот више, не сум играл доста време, ама еве, играта која што била боенка, не беше ово. Не беше таа стаза. Играта која што била, замислете си, боенка, била маме, не постояла играта. Еве другари, ја имам играта на компјутер и ја играам, дури ја има и на Epic Games. Значи, тај што ми беше пишал, брат, јас сум про геймер, знаеш колку игри играам на чекай малку, глувчето само да наместиме. Ја играам, вика, игри, вика, цел живот, вика, на Epic Games, знаеш, сите игри ги имам, ама вика, изнервирало мојот живот и дефинитивно Star Atlas, ботовите се претерано тешки, тоа го бишавме да го намалат. Али Naked. Стварно е претерано тешко. Че да ме пиштолчето колку добро. Пиштол да утепаме и тоа. Чекай, колку ботови играат вртив мене. Братче. Играта е, значи, другари, ќе има нови мапи, нови оружја и чуда. Еве, гледате дека играта... Че да имаме шатганче доле, тоа го земал. Не. За жал, другари, гасам, пошто ме нерве толку работи имам уклучено. Толку работи, тоа е пуцачината, толку работи имам многу уклучено и ми сецка и ме нервира, значи нема да можам, ќе треба да... Не икем да земам нов компјутер, заради тоа што ќе треба да земам десктоп, ќе треба минимум 2 бона да дадам, а планирам се за Македонија. Купив го лаптопот за вас да стримам, да играеме играта, касне заради ковидо, касне заради FTX берзата што се сруши, гледаш отпуштија 70% од вработените и фактички, чека само да имам, different ships available for test flight, да видиме. Значи касне играта мислам не напредува толку брзо заради ковидо и заради FTX, што многу заглавија таму, али преживеа ги тие, значи јас за тоа верувам, че игра друга не би преживеала такви чуда. Од FTX токав банкрот и фактички ковид. Значи војната со Русија и Украина, кризи чуда. Значи луѓе, еве го мамето, знаме си, скопските геймери поздрав. Они играле овамо, играле онамо, значи
Луѓе, гледајте мапата, мамето, дадете ми друго маме со оваква графика, дадете ми друго маме со овакви детали, значи граде се, значи ќе имам планети и планети и планети, значи нема 10 години да се граде у затворено студио, да покажуват сликички и чуда. Сега забрив ко се летише точно, ама значи нема да има. Имаше финта како се летише, ама забрив. Значи нема 10 години да се граде у затворено студио, значи се што ќе се изграде луѓе, еве тоа се граде таму, нови апдейт ќе додадат, ќе го пуштат, секи се у нас. Значи нема 10 години да се граде у студио, па да се пуште, ами другари ќе се граде. Брат, тоа глучето ме многу нервира кога го намале. Мислам дека сите бродови ми се у базата, копат, фактички не ми се у базата, копат. За жал нема да може да ги литам, еве ќе го одиграте кој брод ќе ми го даде. Леле, глувчето браче, кога излезеш, кога го лежиш и он, браќа. Треба да видам колку пари е. Гледајте го чудото. Значи не постоje NFT, луѓе, со такви детали. Значи луѓе, ово е NFT. Не оние арт NFT што ги купувате глупости. Ово е NFT, еме арт, може да се продава на маркето, еме in-game NFT. Значи може да се играе. И ќе се надоградува, гледате тука ќе има повеќе оружја, ракети, чуда. Гледајте го луѓе чудото. Извртаме него. Гледајте го колкаво е, брат. Значи луѓе, ово е NFT, ово каже го, ово маме, што викате вие. Какво е тоа маме? Знаете ли вие колку кошта оваква игра да се изработува, брат? Па била од некој тај Скопскиот вчера што ми пишали предведена беше. Ја веќе не знам неколку деновици, да ми извините, 3 години не сум на работа и најискрено не знам кој ден е, колку саат е и тие работи. Више почнувате да не обракате внимание и најискрено не знам кој ќе речам вчера, може да е било пред 5 дена. Штатко ми Бог да опрости, многу се нервираш кој ќе речам вчера, а она е било пред 10 дена, е малку сецка, ќе ми извините. Гледајте ги деталите, гледајте. Силуси, ракети, чуда. Гледајте луѓе. Значи, NFT-то унатре ќе се изработува и ќе се довршува до детали. Значи нема да е крај. Вие бродови гледајте. Еве ги тука серверите дека постојат. Гледајте колку внимание е обрнано. Значи бродо е скапичок, ама гледај, не ви ги дека ќе спиеме. Значи, тука да видиме што има. Тука е некоја сова со engines. Значи, гледајте луѓе, на секој детал е обрнано внимание и се повеќе се надоградува. Ке има оружја, чуда, еве кабината, гледајте како е измислено. Луѓе, значи, еве тука е да пукам. Дали последниот пат не беше надоградено. Еве сега направено, гледајте. Значи повеќе луѓе ќе можеме да играеме у бродовите. Еден ќе е пилот, другиот ќе пука. Сега уште не е среден звуко, уште не е среден убаво. Али другари, еве мамето ваше. Замисли си пука. Еве толку. Он нема муниција дури, мале колку реално маме. Дури толку е реално што нема муниција. Интересна работа. Еве другарчиња мои. Да ви покажам, чекај дека беше пилот. Пилото беше тука, да, пилот. Чекај, ово шо е тука или уште не е изработено? И мамето, па има и да си седнеш така, да си гледаш бродо. Колку детали. Многу сакам овакви игри, кога мислат и за другите. Значи, па пази, заврте си и седиштето, човече. Значи, интересно маме ово, брат, и гледај, седиштето се заврте дури. Колку обрнале внимание на деталите. Многу сакам овакви игри што не постојат и јас сега ги играам. Еве, гледате. И седиштето завртеле се, чекај да видиме. Машалла. Заглавив ли се тука малку јас у седиштата? И сите ќе се радува да се бев заглавил и ќе рече, ево, мамето не работи. Луѓе, гледате, пуцачина пукам. Ајде сега пилото да видиме. Многу тешко се возат иначе овие чуда. Брате, мили. Шо, брате. Мамето полита. Скапичко во маме.
сега ми извините, че да видим. Тежко се вози, реално е направено, значи не е одмато и како тия другите ваши игри што ги играете, нели, ви сте про. Натиснеш и политаш, освоиш ја планетата. Другари, чудото е тенк. Гледате како се возе, гледате можем да го изавртувам. Значи, уште се изработува. Ки има и повеќе детали. Сега, како беше само да... Че немам да изпаднам од овоа. Дека беше само... Како се завртуват... Не знам како се завртуват тия мотори, за да го ставам. Зашто не видов у опции, брате, забравам се. Оп. И собрав му ги тркалата, брат. Не тркала, фактички, ова е летички чинија, брате. Шо прави, ја не знам, ама битно, нема ги другите бродови, јас што за жал што ги возам, тие ми копат, не можам сега да прекинувам майнинг операција дека правам Атлас за некои кои што не ги гледале другите видеа и мрзи ги да ги видат. Сите бродови се возат, доро е како се вртат тие. Шо пушта, бе? Ево е ново, братче. Пушта изгледа заштита. Брат, ако знам ја шо правам. Али битно, еве, докажав дека лелеј, лошо е да... И, добро е, F натиснав и не се срушив. Добро е, на кој копче беше?